Добро вечер, почитувани гледачи. Кратка мала прошетка низ градот Делчево во овие вечерни часови, негде 19 часот. Една опција имаме на камерата да ја пробаме, супер view пишува, па да видиме каков ќе биде погледот. Што би кажале за оваа вечер? Денеска попладне што се случи во меѓувреме од нашето утринско јавување во рамки на рубриката Утрински муабети. Се случи асфалтирање на улицата Вера Јоцик, дел од Вера Јоцик најверојатно, или крак од неа, би рекле. Може би се вика Орце Николов, ама ќе провериме точно како е точниот назив. И повторуваме информацијата дека за утре е закажана 7-та седница на Советот на општина Делчево. Јаме. Да видиме какви останати информации имаше денес. Исто така беше објавена вест за продолжување на активностите во врска со чистење на речното корито на Брегалница и продолжување на работите за доизградба на кеот на реката. Спомна делчевскиот градоначалник ново име за таа акција. Сега ќе го споменеме, само да ги прибереме дечките. Тато, аз што се као Гиро. Добро, еве бараат Гиро децата. Добро, не мора, Валери. Ќе им го овозможиме тоа. Тато, понеси селици до школата. Сакаш ли доказ? И го наслушаате тука гледачите во живо сум. Не измислувајте вакви работи, еве се запалила сијалицата во школата сама, велат децата. Играат некакви игри, како ние што на времето повикуваат духови, имаше едни. И така да постојат сијалици кои сами се палат, тоа е јасно. Еве сега ќе дадеме предност на Маријана, девојчето кој игра кошарка. До каде стигнавме? Стигнавме до објавата дека во Делчево се чистат речни корита, но тоа ќе го кажеме по купувањето Гиро. Продолжуваме понатаму, каде застанавме. Значи во тек е акција за рачистување на речното корито, која продолжува со доизградба на кеот на река Брегалница. Се работи за трета фаза од акцијата за темелно чистење на градот Делчево.
Така пишуваше во објавата на Делчевскиот градоначалник Иван Гоцевски. Третата фаза од акцијата за темно чистење на Делчево продолжува на терен и прераснува во поширок концепт на брзи и конкретни иницијативи за подобрување на локалната заедница, соопшти на неговиот профил Гоцевски. Како што информираше тој, во рамки на оваа фаза започнува и иницијативата Играчите на кратки стази, која се темели на принципот Think fast, act fast, на англиски, односно брзо размислување и уште побрза акција за решавање на локални проблеми. Целта е преку кратки и интензивни активности да се создадат практични решенија, да се поттикнат микроиницијативи во заедницата и да се вклучат млади активисти и институции во заедничка работа. Така пишува истакна Гоцевски во дополнение на неговата објава, во рамки на денешните активности конкретно, како што вели тој, се работеше на уредување на дел од речното корито на Врегалница, како и на расчистување на кеот покрај реката и централното градско подрачје кај паркот во Ново Делчево. Паралелно екипите работели и на расчистување на повеќе мини депонии и запуштени локации со наталожено ѓубре и обраснати грмушки кои постепено се уредуваат. Во паркот во Ново Делчево биле засадени и нови дрвја како дел од акцијата за збогатување на зеленило во градот. Сакавме да провериме дали има бургери во локалот најдолу во Делчево, па сега ќе провериме. Инаку од општината најави дека со подобрување на временските услови ќе продолжат активности за чистење и уредување, при што фокусот ќе биде ставен не само на јавните површини во градот, туку и на дивите депонии пријавени од граѓаните. Продолжуваме со видеото. После нарачката на сендвичот од 4B или 4 Brothers, наистина вкусно мириса во колата. Ќе го пробаме дома. Продолжуваме со муабетот, да не биде дека само сега зборуваме што прави општината, може да кажеме и што не прави. А што не прави? Ќе кажат можеби утре со прашања и предлози советниците на утрешната седница, барем оние опозицијските најавуваат ставање на дневен ред на неколку точки кои не им беа минатиот пат ставени, дали сега ќе се усвои, ќе видиме. Како и да е, седницата има друг тек а кои точно точки се, ќе може да видите на општинската веб страница. За кратко ќе објавиме ние вест со сите точки кои ќе видат утре ставени на разгледување. Седницата е сега од 9 часот, за разлика од минатите седници кога почнуваше од 10, да се надеваме дека до 12 ќе завршат. Имајќи предвид дека денеска забележавме дека заседава дел од комисиите и поголем дел од точките се разгледани, така да не би требало да има многу што да се зборува, евентуално ако има некои неправилности. Не проверив дали утре на дневен ред и точката за зголемување на цената на водата, некаде прочитавме дека ќе има зголемување на цената на водата, ако е вистина, сигурно тоа е по точката која е ставена на дневен ред, но за тоа ќе ви потврдиме во утрешните муабети со мене, Валери Спасевски. Еве, сега јас би ве поздравил, малку е темно. Ќе одиме да гледаме фудбал, Реал Мадрид, Манчестер Сити на програмата на кабелската телевизија. Преносот обично оди преку Арена Спорт, така да би гледале фудбал, можеби ако е рано на натпреварот во тенис на Indian Wells Open, првиот Мастерс за оваа година, каде настапува и од соседна Србија поранешниот број 1 Новак Џоковиќ, кој некако како да се враќа во форма. Откако одигра во финалето солидно со Алкарас на Австралија Open и си заработи некој милион долари. Не сум се прашал никош дали се австралијски или американски тие долари кои таму се доделуваат. Како и да е, голема е наградата. А кога сме кај она што го спомнавме на почетокот на ова вечерашно излагање, веќе фатиме од оваа улица која денеска е асфалтирана. Мислам дека е дозволено да се вози по неа. Само внимателно, ова е улицата
овде веднаш над гимназијата. Еден крак оди на кај улицата која води кон село Габрово, ако продолжите десно па потоа лево, а другата се враќа кон јавното комунално претпријатие Бегалница. Овој дел овде е оставен за утре најверојатно. Ама ние бидејќи нашата насока е кон Милково брдо, одеме натаму. Имаме избор сега да фатиме лево или десно, ама ќе фатиме десно. Некој се спремал за наредната зима уште сега, дрвата му се подготвени за редење. Очигледно дека Лјупчо Петровски, тренерот на КК Клупски, ќе го менува покривот. Видовме овде големо возило, стигнале керамидите. Се извинувам на оваа шега, меѓутоа најверојатно е така. Правејќи со него муабет пред некој ден, вели дека игра кошарка цел века, не ги сменил ни керамидите. И сега дали тоа возило е тоа баш, не знам. Извинете, вака нова шега и нова смешка, меѓутоа се сетив на тој муабет, шегата настрана, дека човекот дава се од себе за кошарката, ама некако кога е во прашање нешто што треба да вложи за дома, некако тешко му оди. Нешто слично како и ние, например, еве снимаме цела вечер овде се возиме, се со цел да ви доловиме нешто и на вас. Градот како изгледа ноќе во овој 11 март 2026 година. Па на нас тоа не е задоволство сега, како да ви кажеме. Исто како да си правиме муабет со некој пријател, така се чувствуваме додека го правиме ова видео. Имаше доста смешки оваа вечер, може би понесени уредно чашка пиво таму додека го чекавме сендвичот. Како и да е, јас ви благодарам што имавте трпение ако гледавте ова целото, да не сослушате и да, ако е така, ако е во ред се, да си поправиме муабети утре вечер или утре садајле здраве. Доколку станеме порано, ќе направиме еден утрински муабет пред седницата на Совет, ако не подоцна. Бидете ми поздравени, шега настрана, имајте убава вечер.